Не секогаш рецептите треба да бидат комплицирани. Некогаш тоа се едноставни техники на подготовка, но со квалитетни состојки. Денешната инспирација ја добив од фантастичните портобело печурки кои ги добив од Пакет МК. Портобело печурките се малку поразлична варијанта на обичните шампиньони, односно имаат посилна арома, односно јас го викам поземјан вкус, барем мене така ми доаѓа да го кажам и таков ми е на вкус. Денеска ќе направам супа од најразлични видови на печурки. Ќе подготвиме убава кремаста ароматизирана супа која може да ја конзумирате со подпечен леб. Ќе подготвиме супа од 3 вида на печурки, може да додадете и друг вид на печурки, шитаке би биле одлични како комбинација. Но јас денеска ќе употребам класични шампиньони, портобело и убавиот ароматизиран вргањ. Бидејќи не најдов свеж, Пакет МК ми доставија сув. Не често се наоѓа во маркетите свежиот вргањ, само заради тоа што нема е секогаш сезона, а за да се зачува на полиците да го имаме преку целата година, го имаме во сушена варијанта, не го потопив намерно, заради тоа што ќе се вари во тенџерето и така повторно ќе се рехидрира. Ќе започнеме со подготовка. Секоја супа почнува со кромит. Ќе загреам моето фантастично тенџере Лео од Карес и ќе ставам маслиново масло, секако брилијант. Знаете дека во мојата кујна исклучиво ги користам маслата на витаминка. Брилијант имаат одлична програма, имаат маслиново, имаат сончогледово, познато. Јас мислам дека веќе сите кога одат по маркетите не порачуваат масло, туку вика дајте ми брилијант. Апсолутно е најкористеното масло и најароматично масло. Ќе го загреам и ќе насечкам еден кромит на коцки. Заради тоа што таа супа почнува со убав кромит, ќе употребам 2 вида на кромит. Имам бел, обичен. Само да го поднамалам огнот. Откога ме префрлија горење на готвење на плин, морам да ви кажам дека ми се промени типот на готвење. Ако претходно точно знаев кога, како, што се става, плинот малку ми ги помати сметките, можам да кажам, односно навиките. И како да учам од ново, готвењето на плин е многу здраво, дополнително е побрзо, поекономично и никако навистина јас не сум верувала дека прави навистина поубав вкус на целото јадење, на целата храна подготвена на оган. Секако во нивните продавници може да најдете најразлични видови на плотни кои изгледаат модерно и одговараат во секој минималистички нов модерен интериер. Ќе ставам сол, нормално, за да ја испушти целата течност и да застакли додека се пропржува. Ќе го оставам кратко да се прокрчка и за тоа време ќе го подготвам младото кромитче. Ќе го искористам најголем дел од белиот дел и малку од зелениот. Перцата ќе ги оставам за да понатака декорирам супата кога ќе биде готова. Се ќе пропржиме, дури и печурките малку, а потоа ќе ги оставиме да се сварат. Во суштина на печурките не им треба многу долго време, но им треба време да ја ароматизираат супата, односно да ги испуштат своите прекрасни вкусови, па така ќе ја вариме половина час до 40 минути, ќе ги задржам перцата. Секако, во супа со печурки, оди лук, ќе ставам едно чешне, бидејќи ми се малце поголеми чешнијата, доколку вашите се помали, искористете 2. Згнечен. Супата со печурки е фина, кремаста, нежна, треба да биде буквално се убаво сварено. Промешајте, внимавајте, цело време држете го на око за да не ви загори. Загорен лук е навистина непријатен во било кој оброк и ќе почнам да ги подготвувам печурките. Портобело печурките сакам да ги исечам на кришки, заради тоа што тие
ќе ја намалат својата димензија, иако се волку големи, ама сакам да ми бидат баш доминантни во мојата супа. Многу ми се ароматични, ги обожавам. Исто така многу сакам да ги полнам портобело печурките. Не знам дали сум ви го покажала, веќе не можам да се сетам. Дали ви се верува дека веќе 3 месеци секој ден сме во вашите домови со најразлични рецепти. Само поголемите парчиња ќе ги расечам, ќе ги оставам баш големи. Зашто сакам да бидат залакот. Во оваа кремаста супа, мислам дека веќе готов кромидот, застакли, ја смени својата боја. Пред некој ден правевме баш ретроспектива на што се сме подготвиле и сме ви презентирале. Не знам дали знаете како се снима нашата емисија. Секогаш ги подготвуваме сите рецепти однапред, ги тестираме, гледаме тие да бидат совршено подготвени, да ви дадат различни, не знам, идеи можеби, различни предлози како да го организирате вашето време, секогаш да ви инспирираат. Бидејќи се работи за дневна емисија, до сега сме ви подготвиле многу рецепти. И се надевам дека ви се допаѓаат. Печурките се сунгереста состојка и во суштина ја примаат целокупните вкусови кои ќе ги употребите. Па така, вргањот нема да го потопам, туку само ќе го насечкам, иако е сув, ќе го насечкам поситно, заради тоа што вргањот е исклучително ароматичен, едно од најомилените печурки, или можеби, да, вргањот мислам дека би бил прв, на мојот избор. Портобело печурките втори, лисичарка, обожавам шумска лисичарка. И ве апел до вас, ако најдете некаде да продава некој која собира, јавете ни се, некој проверен извор. Не често ја наоѓам, но ја обожавам, сакам да ја правам на плотна, подготвена само со малку масло. Сув вргањ внатре. Промешајте. Една фантазија од вкусови. Без разлика што се големи парчињата, дајте им шанса, заради тоа што супата од печурките се голем извор на протеини. Во вегетаријанството или веганството тие се замена за месото, бидејќи се баш исклучително диетален и богат извор на протеини. Па така оваа супа, јас ја нареков супа бидејќи е чорбеста, но ќе биде многу богата со различни печурки внатре. Мислам дека може да биде баш оброк. Печурките нема никогаш да ги миете. И тоа е многу важно, бидејќи печурките се сунгерести, доколку ги измиете, тие ќе се нацицаат од водата во која се ги измиле. И после тоа, кога ќе се обидете да ги пропржите, ќе ја испушта таа вода и ќе бидат баш блуткави. Печурките се чистат со четка. Мислам дека ми е доволно, може би уште малку вргањ би додала. Кратко ќе го пропржам и ќе ставам бело вино. Денес добив уште една алатка. Можете да замислите како дете во Дизниленд се чувствувам секој ден кога кариске задзвонат и ќе ми донесат нешто ново. Ова е денеска нивниот електричен отворач за вина, кој многу едноставно се употребува. Значи имаме бело вино кое ми е потребно за да ја направам супата. Само стиснете копче за некој несмесник како мене. Ова е баш еден исклучителен апарат кој само за неколку секунди го отвара вашето вино и ве прави да бидете апсолутен мастер, можеби. Јас сум многу несмасна, никогаш не знам да отворам флаша вино. Ставате околу половина шолја и ја ставате додека се пржат печурките, за да остане само вкусот, а да испари алкохолот. Му дадам некоја минутка
веќе се ароматизираше на белото вино, убаво, тежок е мирисот. Следно што ќе ставам се сол и бибер. За печурките дополнително да ја испуштат својата течност, бел бибер. Нежна супа бара нежен бибер. За среќа во програмата на Витаминка имате најразличен избор. Имате бел бибер, црн бибер, шарен бибер, бибер со морска сол во комбинација. Посебно ми се допаѓа што е екстремно лут. Следно што ќе додадам ќе биде една готова пилешка супа. Може да употребите и супа, крем супа со печурки, меѓутоа не би препорачала, бидејќи пилешката супа е неутрална. Односно го има оној бујон од пилешкото, збогатена е со брашно за да може да ја направи кремаста структурата, а е неутрална и нема парченца, доколку ставите готова фабричка супа од печурки, таа е веќе претходно ароматизирана и нема да им дадете на сите прекрасни печурки кои ги употребивме да ја ароматизираат чорбата и да направат мноштво на вкусови. Тука имам една кесичка. Ќе ставам малку вода само за да ја размешам, заради тоа што сакам да нема многу грудчиња. И дополнително ќе ставам една лажица густин, бидејќи ќе ставам баш убаво и дарежливо 2 литра вода и ми треба кратко време на подготовка. Оваа количина на печурки би требало да нахрани убаво четворица. Промешајте. Не знам дали може да забележите. Погледнете како изгледа ова. Овака. Прекраснотија, ова е месото во чорбата. Ќе додадам 2 чаши најпрвен вода за да не ја изгладам потполно течноста, сакам полека да ми се загрева како кога би правеле рижота. И секогаш кога ќе проврие течноста која сте ја ставиле, ставете дополнително уште една чаша. Еве, почна по страните веќе да проврива, значи е доволно топла, може да прими уште една чаша. Правете го тоа постепено, доколку ставите целосно ладна вода, ќе го пресечете процесот на готвење и нема да може да дозволите постепено да се развива температурата во чорбата. Ќе го намали квалитетот на вкусот, морам да ви кажам. Повторно ќе почекаме да проврие. Еве веќе се загрева. Права зимска, значи апсолутно овој оброк ме потсеќа како оброк во шума, многу би сакала да можам сега да се наоѓам во некоја убава природа и на некој оганче да подготвам чорба од баш шумски печурки. Не се разбирам, морам да ви кажам дека не се разбирам која е отровна, која не е, но познавам луѓе кои се разбираат. И баш би сакала да можам да подготвам нешто прекрасно во природа. Ова е баш вкус на природата. Значи чаша по чаша ќе додадете од прилика литра и пол до 2 литра, зависно со тенџерето. Моето собира 2 литра и употребив толку печурки за да направам убава и густа супа. Ќе ставам последната чаша вода. Малку ќе го покријам тенџерето, не целосно, само малку за да не испарува цело време целата количина и ќе го оставам да врие половина час, односно да се спојат сите вкусови, да се направи една убавина на шумски мириси, а за тоа време ќе потпечам леп и ќе испржам малку сланина, малку пршута, за да можеме да направиме мали конфети кои дополнително ќе го зголемат вкусот на супата.
чорбата ќе потпечам леп, имам убав селски леп, кој го оставив малку надвор за да се закрцка кората, затоа што сакам да го има тој крутон, како крутони да бидат во супата. Ќе направам неколку парчиња. И бидејќи сакам се заедно да печам, си направам повторно кадичка, за да можам наеднаш да испечам и пршута, и сланина, и лепче. А лепчето дополнително да ми се ароматизира од печењето на сланината и пршутата, а не би сакала да се измеша и да го стопи лебот во масноти. Ставам преграда. На другата страна ќе ставам брилијант масло за да ја подмачкам тавата и внатре ќе ги ставам ете парчиња леп, повторно ќе ги премачкам со брилијант масло, само вака благо, да направиме како нафора, слично на нафора. Да го задржиме убавиот македонски вкус, ќе ставам малку дафинка. Дафинка секогаш го подобрува вкусот на јадењата. Не знам дали сте знаеле, внатре во својот состав содржи витамин D, покрај оние стандардни состојки како корен од Макдоналдс, целер, морков. И производите на Пекабеско. Денеска имам убава сланина. Имаме убава тенка сланина. Убава парче. Баш има доволно масноти, ама и доволно месо за да се закрцка. Ќе ја наместам не да биде рамна, заради тоа што сакам да испушти целата маснотија, ама целосно се запече. Од едната страна ќе ставам сланина, боничека парче, не знам дали може да ја забележите тука. Секогаш кога се отвара Пекабеско, бони е паркирана до вашата нога и се чека. Она нема да досаѓа, меѓутоа секогаш нема да одалиете на тие убави срнечки очи и ќе го добие последното парче. И имаме убава пршута Пекабеско. Убава чадена пршута, феноменална. Ќе ставам од другата страна, меѓутоа ќе искренам на малецки парченца, заради тоа што сакам да биде како мали конфети. Пршутата ќе ја ставам директно во супата. Феноменално мириса. Баш е деликатес. Пршута нема да добиеш. Се шалам, сигурно ќе добие. Тоа беше знак на рената на горење дека доволно веќе има постигната температурата. Рените на горење имаат сензори кои, доколку им дадете одредена задача во случајов да се згреат на одредена температура, со звук ве опоменува дека рената е на вистинската температура. Ева вака изгледа моето прилогче кое ќе го послужам заедно со чорбата. Ќе го ставам во ред на 10 минути, односно додека не ми се запече лебот, убаво не се раскрцка и целата сланина не ја испушти својата маснотија и не се потпече баш убаво. Сам дека се готови. Еве ги моите додатоци на супата и ќе направам
Нешто што е можеби макало или не знам додаток за во супата кој сметам дека совршено одговара во оваа комбинација. Потребна ви се неколку лажици павлака. Имам сушена мајчина душица. Го правам ова заради тоа што, нели, секогаш кога јадете супа со печурки или крем супа, секогаш доколку додадете некој млечен додаток внатре, супата се збогатува со вкусови, млечната маса убаво функционира со кремастата супа и вкусот е подобар. Затоа сакам да направам нешто што дополнително вкус ќе му даде и ќе имате неколку слоеви. Супата која е богата со различен вид на печурки, потоа кремастиот додаток, крутоните кои веќе ги испековме од целскиот леп и ќе ставиме мали додатоци од озгора како конфети од пршута и сланина. Ќе ставам мајчина душица, имам црвен бибер, помалку, ќе ставам бибер обичен, свежа нане, само малку, неколку ливчиња, ќе бидат свежината која ќе биде баш изненадување, бидејќи не се варени со супата. Нането има подцврста структура од зачинските билки. Нането е баш има силен лист и посилна текстура, потребно му е подобро да го исечкате и најдобар начин да го исечкате нането е да ги ставите лист врз лист, да направите мал ролат, да го исечете прво на малицки лентички, а потоа да го исечете на коцки. Ќе додадам едно чешне лук, можеби ако имате лукова паста или охридско макало, слободно ставете една лажичка. Многу се смеев скоро, читав твитови за мене, апсолутно ме забавуваат и оние кои се негативни. Баш се смеев кога прочитав еден твит кој беше: оваа маја користи толку лук во своето јадење што се надевам не се вози во градски автобус. Апсолутно ме одушеви да користам екстремно многу лук, меѓутоа лукот е по мене е една од основните состојки на домашната, но и на модерната кујна, ги збогатува сите вкусови, а кога е ставен во готвено јадење, тој ја губи таа миризба која има свежиот лук. Да, многу ми беше забавен коментарот кој го прочитав. И на крај ќе додадам убаво маслиново масло. Само заради вкус. И мислам дека и супата е готова. Се вареше веќе 30-35 минути. Да, совршена текстура. Ќе земам една чинија. Моите убави брилијант даски, за да ми ги послужам сите додатоци и послужете убавата супа, крем супа од најразлични видови печурки. Мислам дека на крајот ви кажав дека ќе ги задржиме перцата, ќе ги насечкам на ситни крупчиња и јас би ја јадала на следниот начин. Би ставила една лажица од моето макало на средина. Би ставила малку сечкани перца од кромитче. Убав леп, само ќе го искршам рустично. Ќе го оставам да се натопи во убавата чорба. Имам од преубавите конфети на пршутата на пекабеско. Ќе бидат месна
сензација во устата. И мислам дека моментот на вистината е тој. И знам дека ќе се изгорам, но не можам да дочекам да ја пробам. Совршен вкус. Совршен вкус на мноштво на печурки, мирисот на шумата, мирисот на уникатните вкусови на секоја една печурка што ја употребивме. И тоа беше се за денес. Ви подготвив едноставна чорба каде основата беа различни печурки. Во чорбата употребив партобело печурки, вргањ и шампиньони. Ја збогатив со малку кротони, прекрасни продукти кои ги добиваме од палетата на ПКБ-ско и Витаминка и направив едно совршенство начинија. Јас се надевам дека нашата емисија ве охрабрува да експериментирате во кујната и да пробувате секогаш нови рецепти. Денешнината беше обид да ве вратам на чорбите како една од основните храни кои баш придонесуваат кон нашето здравје. А би сакала да им се заблагодарам на нашите помагатели Витаминка, Карес, Пакет МК и ПКБ-ско, секако и Корење, кои секојдневно ни дозволуваат да бидеме дел од вашите домови, да креираме совршени рецепти, да се дружиме, бидејќи ни е многу забавно додека ги снимаме овие емисии. Мене ме прават подобра во кујната и ми дозволуваат да бидам дел од вашите домови секој ден на TV24 во 19:30. А вие останете ми во добро здравје, секогаш насмеани, креативни во кујната и во животот. Испратете ни слики од вашите рецепти, бидете секогаш успешни во она што го правите и секогаш останете среќни и задоволни со вашите избори. Се гледаме наскара. Јас морам да јадам од ова.